Почитувам председател на ГФК Тиквеш, почитувам председател на Совет на Општина Кавадаци, тренер, стручни соработници, почитувани фудбалери и спортисти, исто и граѓани на Општина Кавадаци. Денеска, на моја иницијатива, заедно со Советот од Општина Кавадаци, одлучивме да се сретниме во полн состав, да направиме едно сумирање на целокупната сезона која што е веќе измината и на постигнатите резултати и нашите амбиции кои што ги имавме во делот на фудбалот. Јас лично, а и со поддршка на Советот и председателот на Советот, сум задоволен од целокупниот резултат на ГФК Тиквеш, од целокупното функционирање и од постигнатиот резултат на ниво игра во бараж со прволигаш. За жал, не успеавме да влеземе во прва лига ова година. Сезоната е веќе измината. Првата лига ни е само на прагот пред нас. Како градоначалник останувам на истото мото, Кавадаци на прво место. Заедно со вас како фудбалери и стручен тим би сакал и сакаме заедно со Општина Кавадаци да ја продолжиме наредната сезона со истиот тим за работа, со председателот, со тренерите, со нивна заедна иницијатива и организација во делот на фудбалерите. Задоволство беше на наша страна кога гледавме утакмици со полни трибини, со публика, со добар елан и на крајот пристигнавме до она конечен бараж каде што игравме со една професионална екипа која што има играчи од повисок ранг и играчи кои што подолго време играат во друга лига со малку поголема динамика и играчи кои што се надвор од нашата држава и се на некој начин со поголем квалитет. Јас се надевам дека наредната година ќе имаме исто така добри резултати и ќе ни биде оврска, ние како општина ќе продолжиме со финансирањето на клубот, ќе ни биде оврска наредната година да не се мачиме волку, да си ја завршиме работата понавреме, односно да бидеме први во нашата лига, па некој друг да се мачи во бараж да игра со прволигаш. Така да сакам да ве охрабрам, искрено да се заблагодарам за целокупниот придонес кој што го дадовте и исто така сакам да потенцирам да кажам дека Општина Кавадаци како носител на ГФК Тиквеш и спонзор потроши скромни средства во целокупното функционирање, а постигна врвни резултати како што ги постигнавме до вчерашниот ден. Така да за наредната година буџетот ќе го имаме, ќе дадеме пак одврзани раци на председателот, на тренерите, на управниот одбор да се концепирате како што треба, како екипа, како тим, заедно со овие млади момци да направиме подобра игра и да си бидеме со загарантиран пласман за прва лига. Воедно сакам да спомнам дека веќе проектот е готов за нашето фудбалско игралиште, ќе се реконструира ова сезона тревната површина на игралишто со дренажа со комплетен систем и има проект за реновирање на постоечката трибина и доградба на две трибини, една за навивачки групи и другата за публика, така да паралелно ќе ги носиме работите во добро правец и сакам од се срце да ви посакам прво една голема благодарност за целокупното залагање, пошто за минимални средства постигнавме многу големи резултати. Тоа е еден показател дека вашата љубов кон спортот и кон градот и кон фудбалот е многу голема. Од мене, пак ќе кажам, големи честитки и сакам да се благодарам за целокупното, да се видиме после август месец сите заедно и да почнеме концепт за наредната сезона. Моето задоволство е направено, ја уште синоќа ги поздравив дел од фудбалерите, им се заблагодарив. Јас сум у спортот и ова е повеќе од тоа што може, значи задоволен сум и презадоволен. Спортот јас го гледам, некоја програма не е годишна, него на 10 години, резултатите доаѓаат сами по себе. Ние имаме една уврска со градоначалникот, уште со една дополнителна инекција во 7-8 месец, уште некои дополнителни средства од Советот да одделиме да ве поддржиме. Ви се заблагодарувам, во сакувам се најдобро во животот и во спортот. Спортот е таков, еднаш добиваш, неколку пати губиш, али не треба морало да ви падне. Напротив, уште сакам да го дигнете моралот, а ние, нашиот дел од работата, со голема поддршка на градоначалникот и локалната, ќе го исполним према вас и према градот. Јас сакам да се заблагодарам на градоначалникот Митко Јанчев, на председателот на Советот Ристо Сакалиев и на советниците, на градот Кавадарци, на кавдарчаните, кои што цела година не бодрија и беа со нас еден дел
кој што го изминавме макотрпен, кај што се боревме, го дадовме максимумот, овие дечки изгина на терените, но за жал спортот е таков и не успеавме во таа цел. Но мислам дека пак постигнавме успех со тоа што го вративме фудбалот кај што му е местото, се врати народот, се врати градот и видовме овие 2 дена дојдоа 3000 народ да не гледаат во Скопје. Од 10 до 70 години. И сите да навиваат. Тоа го нема нигде во Македонија. Нити во Скопје, нити во Кратово, нити во Струмица. Ние сме најпосакуваниот спортски град. Ние сме град кој што го сака спортот и кој што стои позад спортот. И сите кавдарчани не бодрат и ако не успеавме да влезиме, тие се со нас и не наоставаат. Да му заблагодарам на лозарите кои што цела сезона не бодрија и во лошо и во добро и ни се наш 12 играч. И на овие дечки кои што го дадоа максимумот на теренот, се борја до последното, но спортот е тоа што го реков, некој добива, некој губи, некој се радува, некој губи. Но гледаме напред, назад не се вртиме и мислам дека оваа година ќе го исполниме ветеното.